Дали од хипотезите, ако ја решиш бонус задачата и имаш над 70 поени на испитот, ќе добиеш десетка. Десетка ќе добиеш само ако ги решиш сите задачи од книгата и си ја решил бонус задачата, но не си ги решил сите задачи од книгата, може да се заклучи немаш освоено 70 поени. Да се даде доказ или доколку не може да се заклучи дадениот заклучок, да детално да се објасни зошто. И во оваа задача ќе може да се добие заклучок, односно ќе го дадеме доказот со кој што од овие претпоставки се заклучува немаш освоено 70 поени. Рековме, првиот чекор е дефинирање на прости искази со кои што ќе може да ги изразиме дадените претпоставки. Сега малце побрзо ќе работам од минатото видео. Првата претпоставка е, ако ја решиш бонус задачата и имаш над 70 поени на испитот, ќе добиеш десетка. Може да се каже или може да се искаже со следните прости искази. Еден прост исказ или исказот Б ќе биде ќе ја решиш бонус задачата. Рековме за времето, минато и ној. Сега не обрнувате толку нај. Значи Б ќе ја решиш бонус задачата. За првата хипотеза ќе ни треба и следниот, или за првата, за претпоставка ни треба и следниот исказ, прост, Q. Имаш над 70 ени на испитот, или имаш освоено над 70 поени на испитот, и уште еден прост исказ ќе ни треба, а тоа е исказот R ќе добиеш десетка. Ајде да ја видиме втората претпоставка. Десетка ќе добиеш само ако ги решиш сите задачи од книгата. Ова веќе го имаме како прост исказ, треба да дефинираме нов прост исказ, а тоа е ќе ги решиш сите задачи од книгата. Со S ќе го означам исказот ќе ги решиш сите задачи од книгата. Добра практика е тука да не користите негација во дефинирањето на простите искази. Одиме на третата претпоставка, да, си ја решил бонус задачата, но не си ги решил сите задачи од книгата. Таа може да се каже со веќе дефинираните прости искази. Исто така и заклучокот немаше освоено 70 поени, може да се каже како непоносно веќе имаме прости исказ со кој што може да го запишеме. Вториот чекор е, користејќи ги овие прости искази, да ги запишеме со символична логика дадените претпоставки. Првата претпоставка како може да ја запишеме имаме. Ако ја решиш бонус задачата имаш над 70 поени на испитот, ќе добиеш десетка. Ова може да се каже и како. Ако ја решиш бонус задачата и имаш над 70 поени на испитот, тогаш ќе добиеш десетка. Да забележиме, имаме некаква импликација, користејќи ги логичките оператори и овие прости искази, тоа може да се запише како. Првиот е, ќе ја решиш бонус задачата, тоа е П и имаш над 70 поени, значи имаме и логички оператор и уште еднаш повторувам. Хипотезите ги запишуваме со символична логика така што ги користиме претходно дефинираните прости искази и логичките оператори за поврзување или логичките сврзници. П и Q, значи имаш над 70 поени, ова е Q. П и Q повлекува, тогаш ќе добиеш десетка. Повлекува R. Ќе добиеш десетка. Со овај логички израз ни е дадена претпоставката 1. Втората претпоставка може да се каже на следен начин. Десетка ќе добиеш само ако ги реши сите задачи од книгата. Рекавме кога имаме само ако, обратно е импликацијата. Ова го објаснавме
Во првите аудиторски вежби, но и на минатото видео детално. Па така, оваа реченица може да се запише, значи овде имаме само ако, може да се запише како? Ова повлекува ова. Доколку ова само го немаше тука, ќе беше ова повлекува ова, значи ќе беше како обична импликација. Имаме сега 10 ќе добиеш, повлекува, ќе ги решиш сите задачи од книгата. 10 ќе добиеш или ќе добиеш 10 рековме, повлекува, ќе ги решиш сите задачи од книгата. Ако добиеш 10, тогаш ќе ги решиш сите задачи од книгата, или тоа е S. R повлекува S. Ова е предпоставката. Третата предпоставка, си ја решил бонус задачата, но не си ги решил сите задачи од книгата, може да се запише како конјукција. Речи ова но е исто што и ова реченица. Си ја решил бонус задачата, но не си ги решил сите задачи од книгата, може да се каже и како. Си ја решил бонус задачата и не си ги решил сите задачи од книгата. Си ја решил бонус задачата е П и имаме не си ги решил сите задачи од книгата. Каде е тоа? С ние ќе ги реши сите задачи од книгата, па така тука бидејќи не си ги решил сите задачи од книгата, имаме, ќе ставиме не. Ова ни е предпоставката 3. Уште еднаш, но, ама е исто како и. Или едноставно само запирка. Што тоа што имаме и. Треба добро да сватите што значи реченицата. Овој дел е многу битен во решавањето на ваквите задачи. Понатака продолжуваме од овие предпоставки да стасаме до заклучокот кој се и преглата на заклучување. 3 имаме П и не С. Со упростување може да добиеме П, значи упростување на 3. Исто така со упростување на 3 може да добиеме и не С. Пак имаме упростување на 3. Сега имаме R повлекува S и не S. R повлекува S и не S. На 2 и 5 може, од 2 и 5 може да се заклучи не R. По кој правило на заклучување? По правилото модус толенс. Значи имаме модус толенс на 2 и 5. Повторувам, ова тука кој правила за заклучување сте ги искористили, мора да го напишете. Продолжуваме понатака. Заклучокот ние да видиме немаше освоено над 70 поени. Тоа ни е не Q. Ајде. Од не R и P и Q повлекува R, што следи? Пак имаме P и Q повлекува не R и не R. Пак го употребуваме модус толенс. Од модус толенс на 1 и 6 следи што? Негација на овај дел од импликацијата. Значи имаме нешто повлекува R и не R. Од тоа следи негација на ова тука. Значи негација на P и Q. Пак имаме модус толенс на и тука искористено, но сега на 1 и 6. Продолжуваме понатака. Ке искористиме Де Морганови закони. Ова негација може да се запише и како не П, ќе одим натре, знакот оди преминува или не Q. Де Морганови значи закони на
Седо. Конечно, стазавме до заклучокот. Може да започнемо повеќе кога ќе стазаме до заклучокот. Имаме негација на П или негација на Q и овде имаме П. Знаеме дека П е исполнето. Во тој случај не П не може да биде исполнето. А за да биде ова не П или некој исполнето мора да биде не кој исполнето. Или просто имате П и не П или не Q. Од тие две следи не Q имаме дисјунктивен силогизам на 4 и 8. Ја подетално го објаснувавме на минатите видеа. Од дисјунктивен силогизам на 4 и 8 следи не Q. Дадовме доказ дека од дадените претпоставки може да се заклучи заклучокот немаш освоено или може да се заклучи. Дадовме доказ дека од дадените претпоставки може да добиеме заклучокот немаш освоено над 70 поени.